Поздравувам, браќа и сестри, и посакувам Божи благослов. Да се надоврзам јас на зборовите на брат Данило. Злобните духови, начело со нивниот шеф, да. Замислете, за нив небесното царство, небесните дворови, небесниот град, за нив е сето тоа минато. Минато свршено, а за сите нас Господ Исус обезбедил тоа да биде вечна иднина, не било каква иднина. Не се сеќам тетка ми во Белград, уште е жива, има 85-6 години сега, на татко ми сестра. 86-та година некаде, кога јас имав 12 години, сестра ми уште помала, и тетка ми знаеше да каже, леле, колку се срекни децава, мислејќи на нас, животот е пред нив. Сега тој живот помина и јас сум сега на неизини тогашни години. Но Господ обезбедил вечна, тоа да ви биде, Неговото царство да ви биде вечна иднина, нешто што нема да помине. И сега може да разберете зашто ѓаволот ве мрази. За него е сето тоа минато, а вас ве мрази затоа што за вас е сето тоа иднина. И што сака сега? Да може да ве упропасти. Со било каков грев, со било каков порок, некој алкохол, некој ова, некој она, некој неморал, блуд, ракоблуд, коцка, да, и сме зборели духовните гревови, исто така, завис, љубомора, горделивост, себичност. Со било што да те упропасти, да ја упропасти таа вечна иднина, за и ти да ја немаш. Он веќе ја нема, но он знае што изгубил, он бил таму, он живеел таму, он знае што е тоа. Ние не знаеме, нашето око се уште не видело. Да, но он знае што изгубил и колку е тоа добро, како што дедо Адам знае што изгубил во Едемската градина, а ние таму не сме живеели, ние не знаеме како било таму. Ние знаеме како било на разни места што сме ги посетиле. Како е на Родос, како е на Малта, како е... Каде све не? Во Киргистан, да. Како е во Америка, како е во Франција, Швајцарија, Англија. Но сме биле во рајот, некој од нас до сега. Ние не знаеме што изгубивме. Но Господ ни го подготвил тоа по цена на својата крв, својата вечна жртва, да ни биде вечна иднина. Да не дозволиме, браќа и сестри, да ја упропастиме таа иднина со некој сегашен, се уште непобеден, тука, таен или јавен грев. А посебно тајните се опасни. Имате поздрав од Трајче Тодевски, кога заедно со брат Данило го посетивме вчера. И само ве повикувам да се молите за него. Јас би сакал да кажам на почеток, и ова што досега го кажав, ќе биде дел од проповета, и ова што следи, пред да ја отворам Божјата реч, да го кажам моето искуство со вчерашниот град.
Значи, брат Зоран, ти за да го спасиш Тимчо, ја жртвуваше, ја ризикуваше подочно својата глава. Но, например, 101 не сакаше, не беше битен, тој е стар. Така и ние, попрво, што е природно, ќе се грижиме за младите, за децата. Најмногу се грижиме за децата, за младите, старите сега. Ако дојдат наред. Или ние што сме стари, ако дојдеме наред. Знаете, јас еднаш кажав од ова место за големиот град што го доживеав 12-та, мислам, година беше, кога пешки се враќав од Битпазар дома и тука некаде на Чаир ме стрефи, се склонив во таму трговскиот центар, Чаирчанката, и не се сеќавам порано во животот да гледам како паѓаат со голема брзина куршуми од мраз. И на времето читав, мислам, Даниела Тимија позајми таа книга, како русите први произвеле куршуми од мраз. Целта е куршумот кој ќе влезе во телото на жртвата, да веднаш од телесната температура се стопи и потоа да не постои истрага, значи истрага да не може да утврди што го убило човека. И тоа е одамна една, сега веќе позната, одамна руска воена тајна. Да замислите тоа, илјадници години пред луѓето да научат нешто или да произведат, тоа Господ го има во својот арсенал. И се сеќам кога заврши градот, за таа година зборам, и кога излегов, сите гранки од дрвата по булеварот Цветан Димов, не сите сега, да не претерувам, голем број гранки, цели дебели гранки, како со моторна пила, сите испопаѓани по пешачката патека и по рабовите на тротоарот. Тоа беше толку страшно уништување, што јас се восхитив. И дори и тука велев, и тогаш во себе си велев, слава на Господа. Толку ме восхити таа. Тоа искуство ме восхити. Вчера излегов во 18 часот, за да дојдам тука на богослужението, цели 2 часа пред зајди сонце. И сега сакам да ви кажам што се случи, иако тоа многу брзо се случи. Излегувам и гледам како деветката веќе поминала покрај автобуската станица и заминува. Тоа обично ме нервира, кога испаднам од влезот и веќе се гледа станицата, како некоја деветка поминува, следната додека дојде, можда 40 минути ќе поминат, и се викам, добро, оваа поминала, одам право на 19-ка. Малку подалечна станица, но барем таму имам поголема шанса, побргу да ми дојде автобус. Се гледаше дека мириса на дожд, облаци, веќе почна и да капи, да грми, особено да грми. Се сеќаваме една страшна грмотевица, која што дури беше многу блиску, според разликата на молњата и звукот. Уште бев на пола пат до станицата за 19-ка. Но се уште не беше ништо страшно, дури почна веќе да врне, дожд, капки, но не беше нешто страшно, нешто што вообичаено. И јас продолжувам само што стигнав на станицата, ама точно кога стигнав, под стрејата, почна да мава, што рече.
почна куршуми. Останав цел час на станица додека све не заврши. И веќе беше доцна. Па си се вратив дома. Но сакам да нешто што веднаш го сватив, сакам да ви го споделам како искуство. Градот паѓаше, станицата за 19-ка гледа, како што сум седнат на клупата, гледаш према север, према Шутка гледаш, конкретно. Градот паѓаше, да речеме, под агол, косо, од исток, значи надолу, косо, од моја десна страна горе, надолу, значи под агол паѓаше. Ако чекав 9-ка на таа станица, да, немаше да бидам заштитен од тамошната стреја, бидејќи таа станица гледа на исток. Значи, изложен си на нападот, на ескадрилава. Стрејата е, значи, од север кон југ, меѓутоа кај што седиш на клупата под стрејата, изложен си на аголот, значи, на правецот на градот. Тоа го сватив кога седев на станицата 19-ка, значи, ако таму чекав, видите што Господ знае. Господ знае дека мене ме нервира кога ќе видам 9-ка да ми избега, а јас што току искочив од влезот, и викам, ајке идем на 19-ка. И Господ го пушта градот, само што јас седнав под стрејата на таа подалечната станица. Дали е сето ова случајно? А да чекав на предходната, поблиската станица, ќе бев изложен на градот. Таа стреја немаше да ме заштити. Дали е сето ова случајно? И во контекст на самата библиска поука, која што се допре до некои од овие работи, замислите кога сега една друга мисла ми дојде исто така вчера на станицата, колку повеќе ќе се наближува крајот, колку повеќе ќе минува времето, ќе бидеме сведоци на се почести и почести вакви луњи и вакви природни непогоди. Се почесто и многу покатастрофални. Не знам дали од вакви... Градот се гледаше, беше величина на Джамлија, така да речем. Сите вие што растевте пред да постојат компјутери, знаете што се Джамли. Да. Денешните деца не знаат. Тие знаат други работи, меѓутоа. Фала Богу што не сум дете во ова време. Не знам како вие размислувате, јас сум благодарен на Бога што моето детство не беше во вакво време, со ваква технологија, со сите овие денешни зла. Замислите како ќе биде, би сакал и ова да го спомнам, кога Господ ќе го торпедира царството на Антихристот, единствената светска влада, единствената светска содомија, после времето на милоста, во времето на 7 зла. Таму се споменува и град. Се сеќавате на тој стих? Во Откровението. И се споменува величина на градот. Ајде го најдеме. Каде се наоѓа тој стих? Колкава величина,
Овие вчерашните беа како джамли, реков, бидејќи така мене ми изгледа. Колкава величина ќе има градот, кој што Господ ќе го пушта тогаш на земјата, кога нема да има милост за сите оние што го примиле жигот или ќе го примат жигот на зверот. Шеснаеста глава, би сакал да прочитам 21 стих, последниот од главата, но значи 16 глава, главата што ги опишува последните зла, 7 последни зла, ова е последниот стих. Значи ова е како капак, како дотолчување, така да речем. Но сето тоа се случува откако седмиот ангел ќе излее својата чаша во воздухот, што почнува од 17 стих. И од храмот излезе силен глас, и од престолот велејки се сврши. И настанаа молњи, и гласови, и громови. И настана голем земјотрес, што Перса го спомена во поуката, каков никогаш што не бил, откако се луѓето на земјата, таков земјотрес, толку силен. Колку силен ќе биде последниот земјотрес, што Господ ќе го направи на земјава во тоа време? Тоа ќе биде над 11. Ќе пробие скалата. Сите инструменти ќе ги расипе, значи. И големиот град, се мисли на Вавилон, се раздели на 3 дела и градовите на незнабожците паднаа од овој земјотрес. Замислите, земјотрес што ќе ги покоси сите градови на планетава. И големиот Вавилон се спомна пред Бога, за да му се даде чашата со виното на неговиот јаростен гнев. Тоа ќе биде Господовиот ден. Денот на гневот. Сето ова што досега се случува е само најава, каде помешана со милост, а тогаш без милост. 20 стих. И сите острови побегнаа. Родос, Малта, Кипар дури, Крит, ќе пропаднат. Замислете. Тука спаѓа и Јапонија. Тука спаѓа, да, тие ми беа следните на ум. И кралството на Чарлс. И најмуслиманската земја на светот. Австралија ќе се спаси, таа како континент поминува таа, не како остров. Замислите колку силен земјотрес. Сите градови на планетата ќе бидат урнатини и сите острови побегна, пропадна. И дури вели и горите веќе не се наоѓа. Што е па ова сега? Водно ќе постои. И голем град, тежок колку еден талант, падна од небото на луѓето. Кои луѓе? Кои луѓе ќе бидат бомбардирани со ваков град, не со овој вчерашниот? Да, оние што ги преживеа претходните зла. Примателите на жигот на зверот, а кои единствено ќе бидат заштитени?
од сите овие зла, запечатените. Тогаш нема да циркулираат ни 9-ки, ни 19-ки, ни 7-ци. Ниту стреја ќе те спаси од талант тежок, од град тежок еден талант. Навистина, што е тоа еден талант? Ајте малку друг пат за тоа може. Или проучете си за ваша информација. Да. Би сакал да сето ова што досега го кажав да биде вовед во нашето размислување за верата, надоврзувајќи се на Црвеното море од минатата сабота. И би сакал на почеток, колку? 26 килограми, една грудка, значи. 26 килограми. Песнарка нема ни 5 кила. Јас дома имам тег од 5 кила. Има 26? Значи, замислите да паѓаат, колку звучников да паѓаат грудки мраз од небото. Тука кебе не те спасува. Тоа не се куршуми, значи од мраз. Тоа се тешки проектили. Замислете. Знаете, кога се случуваат овие неволи, обично неверниците прашуваат каде е Господ во сето тоа. И кога би читале Библија, би го нашли одговорот на тоа прашање, ама бидејќи не читаат, па постојано го повторуваат како папагали тоа прашање. Каде е Господ? Каде е Господ? Јас би сакал да одговорам на ова прашање, да отвориме во првата книга за царевите, на царевите. Добро, може се вика и за царевите. На српски така се вика. О царевима, да. Прва книга Царевите, ќе ве потсетам на оној познат текст од искуството на пророкот Илија, 19 глава. Сега може да се погодите на кој текст мислам. Пред да го откријам. Каде беше Господ, а прво му вели каде не беше. Се сеќавате? Да. Да го прочитаме тој убав стих. Бидејќи и јас сватив нешто вчера, Господ не беше во градот што паѓаше. Така? Господ не беше во земјотресот. Господ не беше во луњата. Илија, значи, кога се исплашил и избегал од, знаете која, отишол пешки, замислете се до гората Хорив. Знаете која е таа гора? Тоа е Синајската гора. Замислете, од Израел пешки бегаш во Египет. Кај што сега е актуелна, не знам дали следите, сега е актуелна Синајската гора во Египет, бидејќи владата на Ал-Сиси по ердогански памет, тоа што направи Ердоган со Света Софија, ама Света Софија си беше
муслимански музеј, а Ердоган го претвори во муслиманска џамија. Ал-Сиси сака христијанскиот манастир Света Катарина под Синај да го претвори во музеј. Сега го следам грчкиот печат и грчки вести на YouTube деновиве, цела джева сега се крена, дури и италијанските медиуми пишуваат за тоа. Замислите, од Израел пешки до Синај. Толку бил голем стравот што го обзел Илија, кој што во претходната глава, тој илистиот Илија што бил толку силен против лажните пророци и кој што и ги заклал на крај лажните пророци. И Господ влезе таму во една пештера, вели 9 стих, 19 глава, и преноќева во неа. Сте ноќевале некојаш во пештера? Даг Бачелор знае да ни каже. Он живеел во пештера на тинејџерски години, богаташко дете, што ти се вика безбожен живот. Мајка му глумица, татко му богаташ. Растено со сите удобности дете и заради тоа збеснато, аздисано, и отишол да живее во пештера. Зошто? Затоа што нешто фали. Тука во срцето има голема празнина, голема дупка. Дори неколку пати размислувал како тинејџер да си го одземе животот. Како би се, значи, растеш во богато семејство со сите удобности, со сите пари, со сите... Сакаш да си го одземе животот. Се сеќавам неговата автобиографија кај што пишува. Неколку пати пробував да се самоубијам и секогаш нешто ме спречуваше, односно ме влечеше назад, или понекогаш си велев ај друг пат, значи си го одложувам самоубиството, ај друг пат. И дори се сеќавам на таа реченица во книгата, кај што вели добрата работа е за самоубиството, ако размислувате за самоубиство, добрата работа е, се разбира тоа се обраќа на неверници, што може, добрата работа е што може да си го одложите. Се сеќаваш, си го читал? Добрата работа за самоубиството е што секогаш може да си го одложите за друг пат. Не мора сега. Го давам јас тој совет, еве на некоја трагична душа која што размислува за такво нешто. Немојте сега, ако сте се решиле за самоубиство, немојте сега, одложете го. Па може би ќе ви помине, ако даде Господ. Како што му помине на Даг Бачелор, и еве до ден денес, иако во стари години е жив и се уште многу активен проповедник. Данило, ти си живел у пештера? Адосно си преноќ. Како е тоа искуство? Значи таму немаш ВЦ. Мислам Илија го немал тоа. Овдека. И ете Господови слова дојдоа кај него. Што бараш ти тука, Илија? Илија, што бараш тука? И тој одговори, ревнував многу за Господа, за Бога над воинствата, зашто Израелевите синови го напуштија Твојот завет, ги разурнаа Твоите жртвеници и ги погубија со меч Твоите пророци. Останав сам, а тие бараат и мене да ми го земат животот. Видите колко е лесно и Божји слуга да си, и пророк да си бил, и вчера Господ да правил чуда преку тебе, пред очите на цела јавност, колко е лесно да се разочараш. Не од разни лични проблеми, неволи, искушенија. Колко е лесно да се, ако од ништо друго, да се разочара затоа што црквата е во отпад. Затоа што денес во ова последно време се изгледа дека е пропаднато.
се ниша. Се ниша и црквата се ниша. Силен земјотрес. Во духовен смисол. Катастрофа. А гласот му рече, ова е пред да му каже, дури на крај, не си сам, затоа што во Израел Господ све знае, па го знаел и ова, што никаква статистика не може да го знае. Во Израел си оставив 7.000 луѓе кои не се поклонија пред Ваала и нивните усти не го целиваа. Да, значи, видите како Господ може да не охрабри, затоа што Он све знае, а ние, што знаеме ни? Колкав е нашиот видокруг? Но пред да ги каже, на крај ги каже тие зборови, се враќаме кај пештерата, 11 стих, и гласот му рече, излези и застани во гората пред Господа. Бидејќи пред да го охрабри со овие 7.000 мажи, што значи многу повеќе, како семејства, пред да го охрабри со тоа дека постојат и други верни, дека постои верен остаток, не си ја останал ти сам баш, како што ѓаволот те излажал или како што те лажат привидно околностите, или како што те лажат медиумите. Господ знае подобро, но пред да му го каже тоа, Господ сака да не охрабри со нешто друго. Дури ако сме навистина баш сами и нема друг човек кој што е на наша страна, пак не треба да се разочараме. Зошто? Значи, гласот му рече да истапи и застани на гората пред Господа. Значи, испадни од пештерата. Зашто? Еве, Господ туку што поминува. Замисля, оно што Мојсей го побарал, сега на Илија му се нуди без овој да го бара тоа. И што се случува? Пред Господа беше силен виор, толку силен што ги дробеше брдата и ги кршеше ридовите. Сте виделе вакво нешто? Што направи Господ на Синај? Не во времето на Мојсей, во времето на Илија, многу векови подоцна. Сте виделе ваков ветер? Ова реченица ме подсетува, една реченица има во Елена Вајд, каде што вели, после потопот, земјата била полна, вели, и со трупови, кои што се распаѓа, и го исполнуваа воздухот со смрдеја, и воопшто нечистотија, и, како велиме, тиња, мулј на српски. Значи, нечистотија. И за да се очисти сето тоа и да се закопа под земја, бидејќи не можеле 8 души да бидат гробарите на цел свет. Господ испратил силен ветар, вели Елена Вајд. И тоа толку силен. Прв пат ја прочитав таа реченица некаде 95-та година и не можам да ја заборавам. Толку силен ветар што ги кршел врвовите на планините. За сето тоа да го испретумба и да го закоба. Колку е сега, замислите во светлината на овие зборови, колку е идиотски тоа што го мислат мнозина научници. Од тие најдлабоките слоеви, тие се од пред 300 милиарди години, а тие слоеви што се над нив, тие се понови слоеви, па и фосилите во нив, а сите фосили настанале од потопот. Будалаштина. Потопот све испревратил какви постари, какви помлади слоеви. Да.
Какви милиарди години? Па дури и милиони. Но Господ не беше во бурниот виор. По бурниот виор беше земјотрес. Но Господ не беше во земјотресот. По земјотресот што? Беше оган. Тоа може би како овој зимоска во Калифорнија. Но Господ не беше во огнот. А по огнот, во преводот на Константинов вели шепот или тивкиот глас во други преводи, како на лесно и благо тивко ветре. Јас си го поставив прашањето, каде беше Господ кога вчера паѓаше град? Ми текне на прашањето што се обично го поставуваат луѓето, значи само ми текне и мене на тоа прашање. И слава на Бога, веднаш ми текне одговорот. Каде беше Господ? Да отвориме и таму. Евангелие по Матеј. Кога учениците на коработ ги зафати силна луња на Галилејското море, езеро е поточно, но го велат, го нарекуваат море. Каде беше Господ кога се случи голема луња на Галилејското море и учениците се вели дека коработ толку беа големи и силни брановите, што коработ изгледаше како да ќе се потопи. Господ беше со нив. Тоа е одговорот. Во времето на Илија Господ беше во тивкиот глас како на лесно тивко ветре. Значи нешто што те гали, нешто што те милува. Развигорче. Значи, другите ги тепа со ваков град во иднина. Да ме слуша Мел Гибсон или некој режисер сега, ќе добива идеи за некој нареден филм. Господ ќе ги тепа безмилосно примателите на жигот. Но што вели псалмистот? Илјадници ќе паѓаат од твојата лева страна, 10.000 од твојата десна страна, но до тебе нема да се допре. Запечатениот ќе биде заштитен во секое време. Зошто? Зашто Господ е со нив. Господ е со него. Ја не осетив, не слушнав тивок глас. Ја не слушнав шепот. И не беше Исус видливо со мене, како што беше со учениците. Но јас вчера го видов Господ, иако не телесно, иако не слушнав никаков глас. Господ беше со мене, затоа што само Господ можеше да направи градот да почне да паѓа, тогаш кога јас бев под стрејата на вистинската станица, не на погрешната, заштитен и седнат. Јас знаев дека Господ е тука, иако не се гледа. И тоа е лекцијата што сакаме да ја научиме, лекцијата за верата. Што споменав мејатата сабота, тогаш кога ни е најтешко, тоа беше цитат што го парафразирав од Елена Вајд, го видев на Фейсбук денови, па не ни запамтив каде е запишан. Тогаш кога ни е најтешко, тогаш кога ни изгледа се
пропаднато или кога не изгледа дека сме сами и оставени, тогаш е Господ најблиску до нас, иако не го гледаме и не го слушаме. Но ако очите на верата ни се отворени, ќе забележиме. И дури ќе се радуваме. Мене и вчера ме израдува градот, како и оној од 12 година. Ти ќе се радуваш, тоа што за другите ќе биде катастрофа, офлеле мајку, за тебе ќе биде радост, бидејќи го гледаш Божиот прст во сето тоа. Го гледаш Неговото присуство, го гледаш Неговата заштита. Во Матеј 7 глава, 24 стих, и ете голема бура се подигна во морето, така што брановите го покриваа коработ, а тој спиеше. Значи Исус се спие. И му пристапи учениците и го разбудија велики: Господи, спаси не, загинуваме. Што помисли апостолите во тој момент? Како и израелците, нивните предци пред Црвеното море. О, војска позади нас, море пред нас. Нема бегање ни на страна, готово гинеме. Здраво за готово го прифа. Тоа што те лаже ѓаволот во моментот, тоа што паниката во моментот те лаже, тоа го прифаќаш за факт, здраво за готово, а треба спротивното. Господ намерно ја дозволил таа ситуација, за да се вежба нашата вера. Треба спротивното. Божиото Слово го прифаќам здраво за готово. Наспроти околностите моментални и ситуацијата. И апостолите: Господи, спаси не, гинеме. Што е првото што Исус им го кажува во таа прилика? Зошто се боите, маловерни? Што рековме минатиот пат? Пошто ќе знаеш дали имаш вера или ти фали вера? Како реагираш на искушение? Апостолите се исплашија. Што значи тоа? Нема вера. Зошто се боите, маловерни? Значи, според Христа, апостолите не требало да се бојат. Така? Како што Илија не требало да се исплаши и пешки да избега од Израел во Синај, во Египет денешен. Зошто апостолите, пошто можеле да имале вера, пошто ќе знаеле дека не треба да се бојат? Бура, бранови, изгледа, очите ти велат, готово пропаѓа, тоне. Коработ тоне, чамецот, како сакате. Исус е со нив. Исус е со тебе, Господарот на небото и на земјата е со тебе, ти се плашиш. Тогаш стана ги прекори ветровите и морето и настана голема тишина и луѓето се зачудија и рекоа: каков е овој, та и ветровите и морето му се покоруваат? Каков е тој? Тој е Божиот син. Видите, во Библијата се запишани сите овие настани за да разбереме и ние денес, кој што не го гледаме Исуса физички со нас. Исус не е денес физички во мојот кораб, затоа што Исус не е денес на планетата Земја. И не мора да слушаме глас меѓутоа ние го имаме тоа што мнозина пред нас, особено во древни времења, Божиот народ, повеќето, дури повеќето христијани низ цела црковна историја, го немале. Имаме Библијата, го имаме Словото, ги имаме сите овие искуства, кои што, да повториме според апостол Павле, зошто се запишани сите тие искуства? Зошто сето тоа од Стариот Завет било запишано, а за нас денес и новозаветните текстови? Каде го читавме тој стих денес? Прво послание до Коринтијаните, 10 глава,
И тука ќе го заокружам и предавањето за Црвеното море од минатата сабота, иако денешната тема ќе се вика поинаку. 10 глава ја започнува со зборовите: не сакам да ви остане непознато, браќа, дека сите наши татковци, мислејќи на израелците кои што излегле од Египет, беа под облакот. На кој облак мисли? Тој што ги водеше преку дење. И сите мина низ морето. Тоа го знаеме. Освен египтјаните кои што не мина. Се исподавија во него. Зошто го споменува облакот и морето? Што сака сега да каже следната мисла? Сака да го поврзе тоа со крштевањето. Облакот значи влага, значи вода, морето значи вода, како што за апостол Петар потопот беше вода која што го крсти светот. Планетата беше крстена во водите на потопот. И од тие води произлезе новиот свет. Остатокот само се спаси, Ноевото семејство, и од тие води произлезе новиот свет. Сега тој нов свет е сега и тој стар, пред умирање, како 101. Знаете на кој 101 мислам? Зоран знае. Но, Павле вели, Израел беше крстен во Црвеното море, иако минаа по суво, не ги допре, може би ни капка вода не ги допрела. Иако беа под облак, па не значи дека им врнел од облакот, сепак ја користи таа слика, за да не упати на крштевањето. Крштевањето е битно. Да бидеме и ние нови луѓе во Исуса Христа. Наново да се родиме. И затоа вели во вториот стих: и сите се крстија во Мојсеја, во облакот и во морето. Што е крштевање во името на Мојсеј. Може би така ќе се вика темата, ќе видиме. И сите јадеа иста духовна храна, се мисли на маната, и сите пиеа иста духовна напивка, се мисли на водата од карпата, и зашто сите пиеа од духовната карпа, која што ги следеше, а таа карпа беше Христос. Значи, каменот не произведе вода, Христос произведе. И потоа прочитавте денес дека Господ не најде, Константинов вели, благоволение, или не им беа по волја, таа генерација израелци, и беа погубени во пустината. А зошто не му беа по волја? Бидејќи покрај сите тие чуда останаа неверни. И сега 6 стих: а тие нешта станаа примери за нас, за да немаме зли желби како што имаа тие. И сето тоа се запиша за наша поука. За ние да бидеме подготвени, бидејќи врз нас, 11 стих вели, а сето тоа им се случи за пример и е напишано за поука нам, врз кој нам дојде што? Крајот на светот или крајот на времињата. Сега сме ние во последното време. Тоа значи, сите овие лекции од историјата се за наша поука, за тоа како ќе постапиме ние во нашите бури, во нашите црвени мориња, нашите планини, во нашите луњи, во сите наши искушенија. Како ние ќе постапиме, тоа нема да биде веќе пример и лекција за никого послед нас, затоа што ние сме последните. Никој нема да се учи од нашиот пример. Ние сме последните.
А сите примери пред нас се запишани за нас, бидејќи врз нас доаѓа крајот на светот, последните големи зла, последните големи неволји, последните големи искушенија. Нека ни е Господ на помош и со нас за секогаш. Амин.